Господин Матовски, за прв пат во Тетовско се организира Костенијада. На што се должи ова одбележување на денот на Костенот? Кој е организаторот? Да, за прв пат се случува во Полошкиот плански регион да се случи една ваква манифестација од аспект на туристичка промоција и пресе со заштита на она што е ендемичните растенија како костенот. Со тоа што се должи на тоа што ние како организација подолго веќе работиме од делот на заштита на културното наследство и природните реткости и од кој потоа програмски правиме развој да направиме економската дејност, а тоа е туризмот во регионот. Ние како организација да аплицираме еден проект со поддршка на германската Евронатур, значи поддржана од натрешниот партнер Македонско еколошко друштво и Круиш Тетово, со тоа што кога добием проект што тоа беше идентификација, заштита и промоција на костенот на Шарпланина. Понатака ние со сето она што го сработиме како проект во првичното да правиме идентификација на сето каде го има најповеќе костенот, каде е најповеќе заразен во Полошкиот плански регион, тоест на Шарпланина, и со тоа ги правиме мапирањето на изонирањето на неговата понатамошна обработка, за да донесеме на стратегија, тоест на студија, за да најдеме начин како преку наше лобирање од централните, тоест локалните власти да издействуваме да се добија субвенции за негова заштита и понатаму субвенции за негово враќање повторно на падините, тоест на планината Шарпланина. Како завршен веќе дел на проектот се случува да направиме манифестација, тоест сајм на костенот, веќе имаме понатаму мислиме дека ќе го брендираме Шарпланинска костенијада, кој што за прв пат се случува, реков во овој регион. Како такви имаме идеја понатака организација да се направиме еден договор со сите останати кои што знаеме дека ги има во Поречијата и во Струмичко. Значи ние имаме наши подружници пред се во Струмичко. Би сакале да направиме заедничка на агенда на манифестации кои се од аспект на промоција на костенот и сите производи што го дава костенот. За кога ја закажувате оваа прва Костенијада и кој се таму ќе може да присуствува? Значи на сајмот е отворена јавна манифестација, може да бидат сите присутни да дојдат, но и секој може да даде учество, тоест да биде се да застапува своите производи на тој отворен сајм. Што значи? Значи секој би можел да се најави за да се добие простор кој што е бесплатен, значи не се наплака за тоа, со тоа што секој може да донесе свој штанд и на својот штанд да се ги промовира или да ги изложи своите производи. Како Костенот оваа годишна, значи ќе се случи на 11 новембар во недела, со почет околу 12 часот, но за сите мислам дека поради теренските и временските услови би било подобро да дојдат да стигнат порано, за да не се направи метеж во сообраќајот, за да се паркираат луѓето и за да може апсолутно непречено да се одвива настанот со сите званични гости што ќе пристигнат за да неговото свечено отворање што е закажано во 12:15. Како чин на овој настан, значи предходно најавената на 28, кој што за жал мораме да ја откажеме поради временските услови, сите знаеме дека тогаш беше стварно метеж од невреме. Со други зборови, значи мораме да ја откажеме и подобро што ја откажаме, со тоа што малку уште повеќе тоа правиме промоција на самото село Јелошник, значи имаме повик исто самата месна заедница представена од господинот Мирослав, кој председател на организацијата, исто општината Терце како добачен на самата манифестација и исто општината Јагуновце, каде што понатаму мислам дека треба да се заземе учество и самата општина од Тетово и од Боговиње, затоа што сите овие општини се таргетирани, тоест се наоѓаат овој проект се имплементира во нивните средини, тоест во пределите на овој регион.